реплика. Благодарам на репликата. Министерке, вака се, ако ќе нема што да кажете, веднаш жалните връби, палатата, плочките, уште сапунот во тоалетите да го споменевте. Ќе ве молам. Значи, зборуваме за сериозни работи. 250 милиони евра, кои што ќе ги плаќа владата на ВМРО ДПМН. Така е, државата ќе ги плаќа, меѓутоа вие на ваше заминување, уште 50 на ден имате од мандатот, се обидувате на крајот на мандатот да покажете дека нешто работите. За жал, тоа го направивте, реков, и со колективниот договор, на ден пред распишување на изборите, а го објавивте на ден на распишување на изборите. И сега луѓето не можат да си ги добијат правата што сте им ги ветиле. Нешто слично и тука. Значи сте 2-3 години веќе министер за одбрана. 2. Меѓутоа, не гледаме ефект од вашето работење. Ова што го гледаме во моментов е, тоа што цело време го говорам јас е, губење на огнената моќ на армијата. И тоа треба да го знаете. На мене ми е навистина жал што тие што треба да ве советуваат, не ве советуваат така како што треба. Подсетете се и побарајте ги анализите на борбената готовност, ама од едно друго време, не од Чекеринска, да видите колку опрема имала армијата. Зборувам и за копнениот дел, зборувам и за воздухопловите. И проверете каков капацитет имаат овие хеликоптери во МВР. Од 80-тите години, зборувам, хеликоптери, кои што надградени, скапо платени, ги сврливте од употреба, лежат на хангари, 10 милиони опрема има, вклучително и во МВР, каде што бевте заменик министер, 10 милиони опрема лежи во хангари, скапува. И тоа најсовремена опрема, по НАТО стандарди. Тоа проверете го слободно, може да го проверите. Тоа што го говорам, Македонија нема капацитет да врши борбено пребарување и спасување. Нема, а имала можност. Тоа го нема. Нема можност да врши ноќен лет од точка А до точка Б да не е обележано. А тоа го имала. Сега го нема. И со овие нови хеликоптери тоа ќе го нема. Затоа што не е предвидена опрема. Најобични, реков, наочари за ноќно гледање, тоа што го кажувам, не се предвидени. А камоли за Helmet Mountain System и така натаму, нешто посовремено. Нашиви хеликоптери во време на ВМРО ДПМН ги опремија, значи беа опремени со визири кои што каде гледаш таму пукаш. Не се користат. Зошто? За тоа зборувам. За свесно разградување на системот. Армијата е претворена во транспортна организација. Транспортна, ништо повеќе. Ни немаме огнена моќ. Не го зборувам ова на памет. Светот клиза во војна. Ние не купуваме средства за војување. Купуваме средства за превоз од едно место на друго место. И тој е проблем. Тој е проблем. Сите ќе не затече утре. Без разлика дали е ВМРО на власт или некој друг е на власт. И ова најсериозно го кажам. Ова не го зборувам само туку така да се каже, зашто немам попаметна работа. И тоа како имам? Меѓутоа, ова мора да биде земено со голема доза на сериозност. 250 милиони, четврт милиарда се упрашање. На крај на мандат ги подпишувате во период на распишани избори. Па кој го прави тоа? Кој подпишува договори во период на распишани избори? И зошто сега ова се прави? Зошто не го направивте пред распишувањето на изборите? Не завршија ИПТ тимовите? Зошто не завршија? Да ви кажам. Не можете да се договорите која фирма треба да добие. Затоа што имате притисоци од вашиот генерален секретар. За друга компанија. Да, не, сега може да... Па не е безобразно. Јас ви ја кажувам вистината затоа што на едно место каде што е седено, тоа е кажувано. И јас сум сериозно загрижен и за сумата што ја даваме.
Затоа што прашање дали тие хеликоптери вредат толку. Кажав, поради опремата со која што се опремени. И договорот влада со влада, да, ќе ви амнестира вас лично. И затоа се оди влада со влада, за да немате директна одговорност. Мене ми е тоа сосема јасно зашто тоа така се прави. Меѓутоа кажувам, во период на криза даваме пари, а не добиваме способност. Тоа е главната поента. Која способност ние како Македонија, како држава ја добиваме плюс? За следниве 40 години. Која способност плюс се добиваме со овие повеќе наменски, викам, а напишани транспортни хеликоптери? Терминологија која што јас не ја разбирам. Благодарам.